Охрид недвојбено ќе се најде на листата на загрозени подрачја. Кога Комитетот за светско наследство дава препорака, таа вообичаено и се усвојува. Праведно е Охрид да се најде на листата на загрозени подрачја, затоа што тоа праќа порака дека ние како власт и како држава не сме направиле доволно да си го заштитиме единственото УНЕСКО подрачје, вели Ана Чолови-Клешовска од Центарот за истражување Екосвест. Во извештајот на комитетот кој ќе се разгледува на конференцијата во Баку од 30 јуни до 10 јули има низа препораки кои сме обврзани да ги исполниме, а времето не гази. Ова ја отвора дилемата дали ќе успееме да испорачаме се што од нас како држава се бара. Не мислам дека за еден месец нешто може драстично да се промени. Може да се донесат сите одлуки на хартија, ама не мислам дека ние како држава доволно покажавме посветеност на вистина да си го заштитиме ова подрачје. Според мене, ако требаше тоа да го покажеме, требаше да изрушиме одредени објекти кои гледаме дека не се во полза, како што тоа беше случај од страна на албанската страна од езерото. Притисната од УНЕСКО, владата воспостави времен мораториум на градба, но експертите се скептични дека тоа во пракса ќе профункционира. Имаме искуство и во Скопје, исто имаме мораториум за градба и повторно одредени објекти продолжуваат да се градат. Не знам колку во пракса ќе се реализира. Значи мојот единствен страф е да на хартија се трпи и одлука може да постои, но дали во пракса ќе се случи тоа е непознато. Но за мене пострашно е што сите овие градби кои веќе се изградија и они кои се планираат да градат се дополнителен притисок за езерото како екосистем. Затоа што езерото веќе бележи, да кажам, фаза на еутрофикација. Не станува збор само за Охрид, состојбата е карактеристична за целата наша држава. Истата ситуација се случува во многу заштитени подрачја каде има деградација на целокупната наша животна средина, вели Лешовска. Тоа е резултат на недостиг на капацитет и правилно насочување на финансиските средства во главните приоритети на нашата држава последниве 2-3 децении. Доколку не прогласат за подрачје во опасност, дури тогаш целото внимание ќе се насочи кон Охрид, а ние треба да искористиме таа шанса да ги најмиме сите експерти и да добиеме поддршка, вклучително и финансиска, за да се извлечеме од ситуацијата во која се најдовме, советуваат екологистите.